Цивил медија. Господине Јовановиќ, за прв пат имаме предлог буџет кој што изнесува речиси 4 милиарди евра. Што тоа значи за македонската економија? За мене лично не е толку проблем тоа што буџетот изнесува скоро 4 милиарди евра, затоа што ние како држава имаме релативно мал буџет. Кога ќе се спореди нашиот буџет како процент од БДП, со другите европски земји, тоа е меѓу најниски. Дека нас изнесува околу 30 и нешто проценти, 32-3% од прилика, во развиените држави изнесува и до 50 и преку 50%. Така што самата големина на буџетот не е толку проблематична според мене. Има еден друг проблем, а тоа е што расходната страна, која што е зголемена за околу 200 милиони евра, е зголемена во голем дел за непотребни трошења, како на пример раст на пензии, кој што јас сум го критикувал во времето на Груевски, па морам и сега да го критикувам. Ставно збор за паушален раст, односно раст кој што не е предвиден со онаа формула за усогласување на растот на пензиите, туку владата адхок реши да ги зголеми пензиите во наредната година за околу 700 денари по човек, што всушност значи 50 милиони евра поголеми расходи. Да, сите ќе се согласиме дека и пензиите се ниски, дека треба да растат, но од друга страна треба да имаме предвид дека пензионерите сепак се една од подобростоечките категории во ова општество, односно ако ги погледнете официјалните податоци за сиромаштија во државата, кај нив сиромаштијата е најниска. Сиромаштијата кај пензионерите е 7%, 7-8% така нешто, додека на пример кај работниците е 9%. Кај оние што не работат е дури 40% сиромаштијата. Така што гледано низ таа призма, пензиите треба да бидат последни што ќе растат во оваа држава. Тоа е првото. Второто, уште по-проблематично за мене, голем дел од новите расходи, од растот на расходите е за задоволување на апетитите на компаниите. Дури 110 милиони евра во овој буџет се предвидени за компаниите, а од тие 110 милиони евра имате неверојатни 40 милиони евра за субвенции за раст на придонеси. Онаа мерка што владата ја најавуваше, значи владата реши да зголеми минималната плата и сега за да им помогне на фирмите да го преживеат, да го наречеме тоа малку иронично, тоа покачување, решава да им даде пари на компаниите и за тоа ќе издвои 40 милиони евра само во една година. Тоа е особено проблематично затоа што не ги исклучува високите плати, односно може некој менаџер да се зголеми плата, кој што има плата не знам 3000 евра, да се зголеми платата и владата ќе му покрива и на него придонеси и не ги исклучува големите компании, односно високо профитабилните компании. Односно можете да имате компанија што прави добивки, не знам, 50 милиони евра и бара подршка од државата и државата ќе даде подршка. Например, државата да ги послушаше оние сугестии, да ги ограничи, да ја ограничи оваа мерка само на ниски плати и само на компании кои што немаат висока добивка, ќе се заштеде околу 20 милиони евра. Но владата не го послуша тој и затоа имаме сега голем раст на расходите. Така што тоа е првиот коментар што се однесува на расходната страна. Од друга страна имате и приходната страна на буџетот, која што во овој буџет е прилично напумпана. Приходите се проектирани да бидат повисоки за околу 200 милиони евра од минатата година, што е целосно нереална предпоставка и практично нема шанси да се случи, знаејќи дека владата реши да го укине прогресивниот данок, со што си крати 40 милиони евра, односно им дава 40 милиони евра индиректно на богатите и на компаниите. Во таква ситуација нема шанси приходите да се зголемат за 200 милиони евра, што значи дека и оној дефицит што е проектиран на 2,3% од БДП, нема шанси да биде толку поверојатно дека ќе изнесува негде околу 3%, што е релативно високо ниво на дефицит. Тоа понатаму значи дека потребите за задолжување ќе бидат повисоки од оние милијарда евра што се ставени во овој буџет, односно владата ќе мора да се задолжи повеќе од 1 милијарда евра за да ги задоволи сите оние потреби, што понатаму значи дека можеме да се доведеме во ситуација владата да не може да ги сервисира тековно сите своји потреби, како што беше впрочем во времето на Груевски, кога се коче исплати во трезорот, кога не се враќаше ДДВ на филми и слично. Зошто? Затоа што нема владата да има големи приходи, нема да може да се задолжува во првата половина на годината, затоа што нели имаме избори во април и владата веројатно не би одела на таа опција да издава еврообврзница до тогаш, веројатно би издала таа еврообврзница до тогаш, што значи дека ликвидноста на буџетот до првата половина на годината ќе биде веројатно сериозно загрозена, односно можеме повторно да се доведеме во онаа ситуација што имавме претходно во времето на Груевски, кога државата не ги сервисираше редовно своите обврски. Владата секој ден врши исплати кон граѓаните, не знам, тие што земаат плати, што земаат социјална помош, кон фирмите за враќање на данок и многу други работи, исплаќање на услуги и слично.
А за да ги врши сите тие исплати, државата мора да има пари на својата сметка. Секој ден на сметката на државата влегуваат пари по основ на разни даноци, на приходи од разни даноци. Она што во оној износ колку што се расходите, повисоки од приходите, државата мора да се задолжува. Сега ви имате ситуација со овој буџет да расходите се многу високи и се зголемени се, но се реални во смисла вие пензија ако кажете дека ќе зголемите, тоа не можете да не го исплаќате. Секој, не знам, 5 и 10 кога да е тоа во месецот, кога се вршат тие исплати, тие пари се исплаќаат, не можете вие тука да стопирате. Пензионерите мора да ги добијат своите пензии. Слично и платите на јавната администрација бија зголемени и тоа мора да се реализира. Тоа не е плаќање што можете да го стопирате. Значи имаме ситуација кога расходите со сигурност ќе ни се зголемат, а од друга страна приходите со скоро голем степен на известност ќе бидат послаби од тие што се ставени во буџетот, што значи дека државата ќе има дупка тука, ќе има поголема дупка од таа што е ставила во буџетот. Државата може да се задолжува на домашен пазар преку оние аукции што се редовни, меѓутоа не може, има лимит на тоа задолжување, не може да се задолжува до бескрај. Има лимит на средствата кои што се стојат на располагање на државата на домашниот пазар. Така што ако државата го достигне тој лимит на домашен пазар, а од друга ситуација не може да се задолжува во странство, затоа што во странство се задолжувате главно преку еврообврзница. Тие тоа нема да сака да го направат пред избори, затоа што тоа ќе има многу негативни поени, ќе им донесе многу негативни поени. И во таква ситуација, значи ќе може да се доведете во ситуација да мора да ги кочите исплатите кон оние субјекти на кои што не мора да им исплатите. Например, плати и пензии мора да се исплаќаат, ама не мора да се враќа данок на фирми. Се кочи данокот на фирмите. ДДВ-то се кочеше во времето на Груевски, теоретски тоа може да се кочи. Значи можеме во таа ситуација да се доведеме, или некои договорни услуги по фактурирани исплати што ги прави државата и тие да мора да ги кочи. Значи тоа не е ситуација дека државата ќе пропадне, него е ситуација дека ќе биде намалена нејзината ликвидност, се додека не се задолжи повторно и да ги обезбеди парите. Всушност ова е уште еден аргумент, уште една критика кон владата за укинувањето на прогресивниот данок, затоа што настрана сите оние принципиелни идеолошки и морални човечки причини за прогресивниот данок, тоа има една друга многу практична компонента, а тоа е дека на државата и дава пари. И сега државата кога се лишува од тие пари, кога си ги скратува тие дополнителни пари што ги имала до вчера, ќе нема пари повеќе оваа година, ќе има помалце пари оваа година него што имала претходно и ќе може да ги задоволува своите потреби на отежнат начин. Ова го истакнува затоа што никој скоро не ги зборуваше овие работи, овие денови колку што слушнав ја, а мислам дека е сериозна работа и треба да се биде спремен на вакво нешто. Претходната влада правеше вакви работи, значи кочеше исплати затоа што немаше пари. Ние кога бевме во Министерството за финансии, доста се трудевме да ги задоволиме сите тие работи и исплатите се одвиваат на тековно ниво и го постигнавме тоа, на некој начин ја стабилизиравме ликвидносно состојбата, но се плашам дека со оваа влада по укинувањето на прогресивниот данок повторно ќе се доведеме во таква ситуација како што бевме претходно. Прогресивниот данок не се укинува, туку се става во мирување и повторно да се разгледа опцијата да се воведе, колку што е разбрав последната изјава на министерката за финансии. Па тоа е еуфемизам, тоа е наместо да кажете, не знам, тоа е она што народски се вика ние шија не во врат. Ја би кажал уште порадикално дека ова не е замрзнување на прогресивниот данок, него е негово убивање, негово тенденциозно убивање, убиство со предумисла од страна на бизнисмените и министерката вклучувајќи ја во истата група која што нели доаѓа од таа заедница. Но небитно е тоа, небитно е дали ќе го наречете замрзнување или укинување или тенденциозно убивање, не е битно тоа, битно е дека во наредните 3 години државата нема да има дополнителни приходи од прогресивниот данок, како што го имаше тоа оваа година. И тие пари што ги губи по тој основ ќе мора да ги надомести на некој начин, ќе мора да ги надомести или со кочење на исплатите или со прекумерно задолжување. Со оглед на констелацијата што имаме наредна година, избори во април и слично, моја проценка е дека во првата
половина од годината, додека да поминат изборите, ќе има кочење на исплатите, а во втората половина ќе мора државата да се задолжи веднаш со еврообврзници од околу 500 милиони евра. Тоа всушност е ставено и во буџетот, не е ни тајна. Така што тоа е таа моја проценка. Прва половина на годината кочење на исплати, втора половина големо задолжување со еврообврзница. Разговара со одредени луѓе од Министерството за финансии изминатиот период, и на некој начин можеби насетував дека размислуваат за тоа да го укинат прогресивниот данок и им кажав као немојте да си играте да го правите тоа затоа што ќе останете без пари. Ветувате многу работи, ќе имате огромни потреби за сервисирање, ќе ви бидат потребни пари. Му кажував тоа дека не сме ни да помислат на тоа, затоа што ќе им требаат пари, настрана сите оние идеолошки причини. Знаеме дека министерката не го сака прогресивниот данок, но мислев дека размислуваат сериозно од гледна точка на тоа која функција сега извршуваат, но очигледно не ги сваќаат оние тие работи. Се плашам дека немаат разбирање за јавните финансии, дека се на некој начин во улога на онако на мало дете ќе му даете да вози кола и тоа не знае што да прави. Благодарам многу. Доколку нешто имате како апел или нешто како би се подобрила пред да се изгласа буџетот, на што да внимаваат пратениците кога би го донеле, што би им требало да имаат на ум, дали да гласаат за одобрување или укинување на буџетот? Па да, значи ја имам три главни забелешки, наречете ги апели ако сакате. Прво, никако да не се стопира, замрзнува, укинува што и да е прогресивниот данок. Настрана идеологијата, имаме тука и практични аргументи. Државата не сме да се доведе во ситуација да не може да ги сервисира своите обврски. Тоа е првото. Второто е мерката што е за субвенционирање на придонесите на компаниите, да се модифицира, односно да се стават тие два услова што ги спомнав, да се исклучат високо профитабилните компании од мерката и да се исклучат високите плати. На тој начин ќе се заштедат околу 20 милиони евра. И третото е растот на пензиите, сериозно да се размисли дали е тоа нужно баш во овој момент или може да се почека. И ако сите овие три работи се направат, тогаш би се заштеделе негде околу 100 и нешто милиони евра, односно буџетот би имал околу 100 и нешто милиони евра повеќе вкупно, односно од прогресивниот данок се на некој начин прибира дополнителни 40 милиони евра, со модифицирање на мерката за раст на придонеси се кратат расходите за 20 милиони евра и со пензиите се кратат со, да кажеме, ако воопшто нема раст на пензиите, но е дополнителен, тогаш околу 50 милиони евра се зашедува, така што вкупната, да кажеме, таа некој зашеде околу 110 милиони евра. Цивил медија.